15 минути со Митко Гогов. Добре дојде. Што се 15 минути за тебе? 15 минути се важноста да бидам овде со тебе, со гледачите на ТВ Канал Вист. Во твојот ден што можеш да завршиш за 15 минути? Буквално ништо. Јас живеам на основа на концептуалност, а концептот значи многу повеќе од 15 минути. Никогаш не сум се врзувал со првото кафе од 15 минути, никогаш не сум се врзувал со првиот проект сработен за 15 минути. Секогаш сум се враќал наназад за да направам некаква евалуација, некаков преглед и да дадам дополнителна важност на она што сум го сработил во првите 15 минути. Го спомна и сега, но и често пати себе си се опишуваш на тој начин. Јас сум концептуален уметник, поет, уредник, колумнист, човек кој што волонтира, кој што буквално е ангажиран. Кој е тој најсилен идентитет со кој што истапуваш напред? Желбата да бидам дел од граѓаните, желбата да бидам можеби се уште невработен, иако имаме прекрасна држава и прекрасен народ и прекрасна наша земја. Можеби тоа ме направи со тој волонтеристички дух да пристапувам кон се она што го работам. И во се она што го работам, тие 15 минути се најважни за мене. Затоа што тие 15 минути го делат делото од тоа да биде совршено, ја делат сликата од тоа да биде преубаво представена пред публиката која е таргетирана, или го прават детето да биде повеќе дете од колку што треба да биде. Има и некои поинтимни идентитети кои што сите ги носиме, ги оформуваме или ги добиваме со раѓање, како син, брат, внук и така натаму. Колку тие влијаеле врз тебе, бидејќи ќе спомна во една прилика рече, поради семејството се вратив од Франција. Да, јас сум несуден брат. Имам, за жал, сестра која починала пред да се родам, додека мајка ми била во облажена состојба, но несомнено пораснав со присуството нејзино во нашиот дом и тоа направи да го почитувам присуството на божественото, на Бог во нашите куќи. Затоа што секогаш кога помислував на Бог и до ден денес помислувам на мојата сестра. Значи, таму каде што е Бог, таму е и мојата сестра и таму се тие 15 минути во кои ние треба да се помолиме. Оти само малку молитва нам ни помага да обзнанеме, односно да осознаеме што тлее во нас како кандило. Дали тоа функционира или не функционира и колку е тоа на ниво на функционалност, не знам. Никој не станал славен за 15 минути и никој не ги искористил неговите 5 минути и никој не успел да го фати врапчето кога ќе му застане на рамо. Во таа смисла има некој протагонизам кој ме турка да сметам дека времето е важно, но од друга страна има една друга фора, индијанска или индијска поточно, во која Митко е Митко од Смоларе и едно куќево и Митко ја чека Кали југата, односно божицата на времето Кали, ама ја чекам со чепаратка да го уништам времето, затоа што времето е концепт кој не ништи нас и концептот е нешто кое влијае во материјализмот, влијае во борбата за да стекнеш некој одреден статус во општеството, но во суштина, ако бараш љубов, ако бараш разбирање, ако бараш прифаќање и многу по животни, битни постулати, тогаш времето не ти е потребно. Така да 15 минути некогаш можат за мене да бидат и вечност, ако бркам дедлайн да кажеме, но во суштина не постојат, затоа што ако сум со вас, сакам да бидам со вас, независно од тоа дали ние тоа го мериме во нормативот за сегашно време. Струмица во моментов е и местата на кои што сме во моментов во услови на пандемија е нашата реалност. Меѓутоа си замислувал ли каква би била твојата реалност ако не си овде сега и тука? Јас не бев овде и не бев тука, бев таму некаде и имав можност да бидам таму некаде некој нешто, но ако се надоврзам на претходното прашање, да,
кога избираш меѓу кариера и фамилија, а во мојот случај мајка, јас ја избрав мајка ми, ја избрав фамилијата, го избрав на некој начин Исусовото страдање и фала и на државата што ми дозволува да страдам. Затоа што во суштина секој ден овде за мене паднат камен во пресушен бунар и не дека нешто особено не знам, калемеонски ме сили, но ми направи да ми трепери јазикот кога говорам на оваа тема. Ако ти поставувам кратки прашања во смисол сакам, што би надоврзал ти на тоа? Сакам возвратена љубов. Сакам разбирливи луѓе. Сакам луѓето да ги прифаќаат нивните недостатоци, затоа што и јас сум свесен за моите недостатоци. Немам убави заби. Може би некој треба да ми помогне да си ги средам, но тоа не мора да значи дека не се сакам себе си затоа што имам расипани заби. Сакам луѓето да прифатат дека на моменти погрешно размислуваат. И сакам да прифатат да разберат дека мислата од ближниот може да им помогне за подобро да размислуваат, за подобро да действуваат, а со тоа и да направат да биде подобра атмосферата, околината, роднините, пријателите, најближните да го осетат бенефитот од чистината, од убавата душа, од тоа дека и страдањето е прифатливо. Мразам. Постои ли таков концепт на... Не. Кај мене не. Прв пат разбрав дека не смеам да мразам тогаш кога сестрите на татко ми го зедоа целиот мој имот и кога фатија врски преку судството и така натаму, да не одам во таа тема. Тогаш за прв пат сфатив дека едноставно морам да го прифатам тоа и мразењето го заменив со прифаќање. Значи, прифаќам дека постојат луѓе кои мразат, но едноставно тоа не е мојот концепт. За мене дарувањето е најубавиот концепт, а ако не знаеш да даруваш, тогаш воздржаноста е она што го прави човекот. Ако не продуктивен, барем пристоен за да не биде штетник. Не се сметам за штетник и не мразам, оти мразењето се враќа како бумеранг. Не научив? Не научив до крај во хемија, бутан, пропан, бутан. Научив да ги сликам и до ден денес уште знам како хемиските равенки да ги насликам, но не ја научив нијуната алхемија и не го научив концептот на Пауло Коелјо да стане успешен со една форма на пишување романи во која продуктира на 20-30 наслови кои се успешни, но не научив исто така и да се плаши. Јас сум отворен кон предизвикот, кон адреналинот. За мене стравот од вештерките е предизвик да влезам во нивниот свет. Би живеел? Како или каде? Во Индија од секогаш со жена од Индија, тоа ми е вечна желба, не знам дали ќе се оствари. Би живеел можеби и во Јужна Америка и генерално со спиритуализмот би било поврзано и со истражувањето. Знае Сузана, ние доаѓаме од една земја која е полна со фолклор, со култура, со традиција. И мене секогаш ме привлекувале такви народи, такви култури. И она што го кажав претходно за Индија, исто се врзува и за Јужна Америка. Значи, од секогаш сум го сакал Кастанеда, од секогаш сум сакал да знам што се случува на Мачу Пикчу. Дали навистина постои можност да се редефинира земното, односно дали можеме ние да доживееме
дематериализација на човечкото тело. Иако во суштина сметам дека ова што ние го правиме во моментот е привид, а во суштина ние сме она што боботи во нас како вечност. Ако можам да дивеам како енергија, што би направил со неа? Би направил сите воденици да мелат брашно и луѓето да не бидат гладни. Би направил сите термоелектрани да направат вода, да има вода за сите луѓе на оваа планета, и би направил некакви филтри кои би го прочистиле светот од загаден воздух. И тоа би го кажал се метафорично. Ако се вратиме на она пак што се случува изминативе седмици и она што се случува во моментов, кога функционираш како поет и како општествен работник, тогаш ќе мораме да се навратиме на Струшките вечери на поезијата, кои што се одржаа неодамна, каде што беше веќе редовен учесник, би се рекло, и што носиш оттаму како искуство во една манифестација одржана во драстично поинакви услови од вообичаено. Да, годинава сите растеме со пандемските услови, односно неуслови. Така и годинава имавме можност да реализираме меѓународна манифестација, што во суштина беше меѓународна про бланко, но во реалноста беше еманципација, вмрежување и можност за одржување на настан само со македонски автори. Беше различно, морам да се согласам. Беше различно затоа што можевме за прв пат да се видиме со нашите колеги, со луѓето со кои твориме и ја правиме го правиме тоа што би можело да се дефинира како македонска современа поезија или книжевност воопшто, и беше убаво. Да, јас стварно навистина одам многу години на Струшки вечери и за прв пат годинава имав можност да си говорам со луѓе со кои изминативе години сме разговарали и сме си пристапувале само заради почит, но годинава затоа што ги немаше луѓето од странство, имавме време да си посветиме самите на себе. А во однос на квалитетот или квантитетот, не знам што би рекол. Сметам дека оваа манифестација се бруси и дека има простор уште многу да дојде до некоја финална совршена форма, иако совршеното не постои. Но драго ми е дека имам прекрасни соработници, драго ми е дека сум секоја година таму и драго ми е дека сум дел од тимот со кој заедно гледаме за една визија во која македонската современа поезија ќе биде добро представена најпрви внатре, а потоа и спремна како продукт да се презентира и надвор во светот. И со Версополис, и со Струшки вечери на поезијата, и со 100.000 поети за промен, истото го правиме. Имаме желба се повеќе луѓе да ги прочитаат делата или ракописите на македонските автори. Оти впрочем тоа е и суштината, пишуваме за да не прочитаат. И мене колку повеќе луѓе не читаат, толку повеќе ми е драго дека јас сум бил двигател или дел од механизмот кој помогнал македонските автори да бидат слушнати во светот. Ги спомна 100.000 поети за промена, патем во теке конкурсот за 10-тото јубилејно издание. Што научи како поет и како организатор на една ваква глобална манифестација изминатава декада? Каде беше Митко на почетната точка кога тргна целата ова верига настани, каде е денес? Митко на почетокот кога тргна немаше ни појма дека ќе биде толку реализиран поет. Во моментот се осеќам како реализиран, затоа што имам издавачи кои се интересираат за моите дела, затоа што имам автори и преведувачи по светот кои се интересираат за моето творештво. Но искрено, јас го направив тоа за Струмица, затоа што во тој период пред 10 години ја имавме ликовната колонија. Го имавме Ристо Шишков за театар.
го имавме Астерфест за филм и едноставно недостигаше таа верига за книжевниот момент. И тогаш кај мене се роди за прв пат желбата и по разговори со Маџиров, и со други автори од градот кои во тоа време беа еминентни, ми дадоа зелен картон и поддршка да направам настан кој ќе биде реномиран пред се, и кој истовремено ќе ги промовира и локалните автори, роднокрајните, и македонските автори на национално ниво, но истовремено ќе ни нуди и можност на нас како автори да се запознаеме со некои автори од надвор кои би дошле во Македонија и во Струмица за да го направиме тоа. После 10 години сметам дека ние имаме еминентен фестивал, фестивал за кој слушаме во биографиите на авторите кои се представуваат широм светот. И да, голема е одговорноста. Растеле со тој фестивал. Да, и голема е одговорноста да слушнеш како на фестивали, како Струшки вечери на поезијата, луѓето во нивната биографија си напишале дека биле дел од 100.000 поети за промена. Сметам дека релевантноста не зависеше само од мене, туку зависи и до ден денес од сите еминентни ерудити, луѓе, професори, автори кои посадиле надеж дека Струмица може да биде источник на нова, различна, алтернативна, независна поезија. Впрочем, како што и говори самото име на фестивалот. Затоа што ние сме поети за промена и ние имаме целта преку социјално ангажирани стихови да говориме за приближиме процеси. Да, на некој начин ние сме продолжената рака на Ацо Шопов, на Кочо Раци, на Ацо Караманов, на Петре Андреевски, Анте Поповски и се потаму. Затоа што да, убаво е да пишуваме и љубовна поезија, убаво е да пишуваме и за она што во моментот ни тежи, но во суштина, како и политичарите, така и поетите, се зоон политикон. Одговорни луѓе што можат зборот да го користат како алатка со која можат да пренесат одредена порака. И таа порака да биде важна, односно клучна во промена на општествените состојби. Може би е тивко и бавно и незабележено, но ете како сум свесен и благодарен за она што го правиме со 100.000 поети и иншала што би рекле, драго ми е дека еве, правиме јубилеј годинава. Како ќе се реализира годинешното издание, кои се еве плановите и кога е тој датум каде што би требало да се соберат, да се слушнат или да се видат поетите? Станува проблематично. Не знам. Не сакам да звучам политички, но пред да дојдам на ова снимање, прочитав дека е откажан концертот на Дактиливо Босилово ради одредени протоколи. И во моментот не ми е јасно каде функционираат тие протоколи. Дали функционираат кај Јелена Карлеуша во Струга или кај Аца Лукас во Битола, и дали функционираат на Open Fest, ама знам дека за концертот за кој говорам нема да функционираат, односно концертот нема да се случи заради на одредени такви ситуации. Во најблаг речник кажано. Јас се надевам дека 100.000 поети за промена, како и секоја година, така и ова, ќе си се постави професионално. Ние сме фестивал што веќе 9 години има образ и аманет спрема Македонија, дека се однесуваме пристојно и го нудиме најдоброто од Македонија како книжевност, и се надевам дека ние нема да добиеме некоја таква негативност, затоа што ќе ги имаме тие како се викаат дигитални топломери, луѓето ќе бидат заштитени, ќе бидат на дистанца, и се надевам дека освен тоа онлайн издание, дека ќе имаме и успешно 10-то издание во кое ќе се соберат, ако не повеќе,
заради самата символика на фестивалот, 10 поети од Македонија и 10 поети од Струмица. Тоа е желбата на фестивалот. Па да видиме, устануваат уште 16 дена, дај Боже. Ние навистина ги потрошивме корисно нашите 15 минути. Благодарам што учествуваше во овој кус разговор и се разбира да слушнеме многу повеќе по 100.000 поети за промена и 10-тото издание на овој фестивал. Новото руво на ТВ канал Вис ептен ми се допаѓа. Јас навистина знам како е да страдаш, но исто така знам како е и да се кренеш како феникс наново. Вие имате прекрасна програма, еланот со кој настапувате со новите содржини е нешто кое треба да се поддрже како прво, но и истовремено и да се поттикнати и другите да бидат дел од таа не само локална, веќе и регионална приказна која ТВ канал Вис ја создава низ годините. Фала ти, Сузана, и голема благодарност до ТВ канал Вис што одвојувате време за да поразговараме малку повеќе за работи за кои можеби луѓето би сакале да слушнат. Така е. Ти благодарам и тебе.